Ги знаете двајцата измислени другари Луизим и Идрис? Тие се знаат од мали. Некогаш беа скарани заради пуста политика, ама сега пак се блиски, како браќа. Ги спои љубовта кон колите и камерите. Луизим живее во Чаир и вози Голф тројка. Секој ден кога иде на Кванташки по нова роба, го фаќа камерата и го казнува само затоа што е албанец. Камерата му ја препознава колата на која се мрда раче на шал таблата и виси знаменце од УЧК и одма казна 15 евра. Прва казна на раскрсницата кај Мавровка, втора кај автокоманда. Гледа Луизим во својата Nokia 3310, ама не може да ја прочита пораката, пошто не се разбира многу во мобилни. Ама па една белја оди по друга. На Луизим му цркнува ламелата на Голфот и го вика другарот Идрис, кој живее во Рачиново, да одат во Тетово да најдат половна ламела под рука. Фискална не бараат. Таму сервис Башким ќе им ја наплати у кеш. Се возат така другарите во Мерцедесот и кај Глумово на мобилниот кај Идрис стига порака за казна дека наместо 50 возеле 100. Тогаш им пука филми на двајцата и решаваат да се жалат у партија каде се многу јаки камерите да се тргнат. Подитно, каква е оваа дискриминација, бре? Во реалниот живот, Луизим и Идрис би биле Зијадин Села и Армен Таравари. И тие како овие двајца измислени ликови беа скарани, ама сега пак си намигнуваат и си праќаат и шарети. Села и Таравари поднесоа иницијативи до Уставниот суд да се укине проектот Safe City, кој има за цел да го спречи дивењето по улиците, без разлика дали е од македонци или албанци. Ама не, Села и Таравари сметаат дека камерите биле тенденциозно наместени само во градови каде што живеат албанци. Еве, да ги прашам, ако камери се поставија прво во Пробишти, Виница или Делчево, дали ќе се бунеа до Уставен? Уште велат дека казните морале да стигнуваат на домашна адреса и албанците немале обврска да имаат мобилен имейл. Па кој денеска нема мобилен имейл? Дури Идрис и Луизим имаат на Hotmail со мајмунче.